Благодарам. Почитувам председателе. Процедуралното го барам врз основа на член 90 и одржување на достоинството во собранието, затоа што во голем број на говори, реплики, контрареплики од страна на пратеничката Колева беше нарушен овој углед и дигнитет на собрание. Подолг временски период се обидувам себе си да си објаснам од каде толкав порив кај пратеничката Колева, од каде толкава омраза спрема ВМРО ДПМН и овдека во континуитет да изнесува лаги и невистини. Не можам да разберам од така млад човек да си е полн со толкава омраза и со толкаво лажење да се обраќа кон колеги пратеници. Морам тука да истакнам и дека претењето со прски си го сачуваат дома, колешкава Колева, тука во собрание не е дозволиво никој никому да му мафта со прст. И мислам дека конечно успеав да се објаснам себе си од каде таа омраза и тој порив за навредување на ВМРО. Верувам сите знаете што е јаничар. Тоа се војници во Турската империја кои што потекнуваат од териториите кои што ги окупирале. Значи не се турски територии, туку територии кои што тие ги окупирале и од таму во турската војска ги регрутирале овие јаничари. Познато од историјата е дека овие јаничари биле многу побрутални во војувањето, дури и од самиот турски аскер. И тоа се објаснува заради причината што доколку се пензионирале, не им следувал имотот и за да го задржат тој имот, тие морале да добијат награда дека се докажани како војници на турската армија и затоа биле толкаво брутални за да се покажат дека се побрутални доли од турците, за да може да им остане богатството кое што го спечалиле во текот на животот. Затоа мислам дека тука лежи одговорот зошто Колева е толку полна со омраза спрема ВМРО ДПМН. Затоа што почитуваната колешка Колева рече дека ВМРО ДПМН додека било на централна власт вработило 25.000 членови во администрацијата и дека тоа биле партиски и не знам какви луѓе. Коректно ќе беше истата пратеничка Колева да рече дека во тоа време се вработени 24.999 луѓе и она, затоа што таа решението за предава во училиштето го зима во време на ВМРО ДПМН. Идемо понатаму. Зошто колешката Колева го мрази ВМРО ДПМН? Затоа што таа станува директор во училиште во Кавадарци за време кога градоначалник на општина Кавадарци е од ВМРО ДПМН. Идеме понатаму. Зошто Колева го мрази ВМРО ДПМН кога истата во Кавадарци на маршови на заедничка Македонија учествува заедно со членови на ВМРО ДПМН. Токму затоа, за да може Колева како новодојденец во СДСМ да биде побрутална, поактивна, повеќе да ги навредува ВМРО-вците од оние кои што со децении се во СДСМ, таа мора да се истакне во овој дел, за да ја примат дека ете, она иако е дојденец, иако е јаничар, сепак многу повеќе го мрази ВМРО ДПМН од оние кои што се членови со подолг временски стаж во СДСМ. Ви благодарам.